потикнување. Денеска повторно ќе кажам на некој аха момент кај нас. Интроспективно секој пат влегуваме благодарение на теми и наши согодници, пријатели што се директни и креатори на нашата програма. И тоа го споменавме зад камерите со Бранка. Не секој пат не е само да ги споменеме и да подигнеме свеста, конкретно во случајот за аутизмот, како ден денеска 2 април посветен и за истото, разбирање, прифаќање, можеби чествување на животите и придонесите на лицата со всушност аутистичниот спектар на нарушување на невроразвојна состојба и како сето тоа влие, туку и да ги споделиме делата. Она што ми окоризете да тебе, Бранка, добро утро уште еднаш. Ти благодарам пред се што сме на убав значаен ден тука. Јас благодарам на поканата, како и секогаш, и на поддршката. Вистина ми е обостранно задоволството. Пред да најавиме Ана, морам да признам дека долги години си дел од разни, можеби, јас би рекол, проекти, активности, делување, да, како една локомотива која што не прекинува. Така што, кога говоревме за Херои во сите бои, ете добро што ме потсети за претходната кампања и проект кога беше тука. Всушност, заедно со фондацијата Доктор Верица Механџиска и ти имале прилика да влезете во очевидите на бројни родители и семејства, вклучувајќи ја и Ана, која што велиме дека е и таа еден фин херој кој што адресира и потикнува. И вистина драго ми е што некој пат, за жал, собствената животна травма и предизвик ја пренесачуваме и создаваме некаква метаморфоза на чувства. И ќе се сложиш дека Линко, да, тоа ми е најавата. Без грижи, колеги, сотврма знам. Да, тоа беше и најавата сега со Бранка, да ја најавиме Ана. И Ана и многу други родители верувам дека играат во чествувањето на денешниот ден. Тоа сакав да биде и најава за следниот линк. Со Ана Марија Циглењак-Симоновска запознавам сигурно повеќе од 10 години и незиниот син Филип Циглењак го познавам исто толку. И можам да кажам дека еве ние вака од страна го следиме неговиот развој, незиното учество во тоа да сите јаки страни на Филип излезат на површина и затоа може и сигурно Ана денеска ќе зборува. На страна од тоа што е многу посветен родител и има навистина огромно знаење на полето на нарушувањето од спектарот на аутизам, Ана е многу голем активист, некој кој што се застапува за правата на лицата со нарушување од спектарот на аутизам. И затоа ме радува дека и денеска ќе зборува на оваа емисија. Препоставам дека и таа е всушност дама која што, пак ќе кажам, собствената приказна адресирала до луѓе да се соочат можеби полесно со самиот аутистичен спектар, така што убаво спомена. Во некоја последна прилика дефинитивно Филип треба да го имаме во нашата емисија. Се надам дека ова беше сосема и добра најава. Марија, добро утро од студиото на Телма. Голем поздрав упатуваме заедно со Бранка Џајковска и ете, одбележувајќи го денешниот календарски датум 2 април, светскиот ден на подигнување на свеста за аутизмот. Голем поздрав и до Ана. Поздрав и до вас во студиото. Ги најавивте убаво моите денешни гости. Филип е заедно со нас. Ќе напоменеме нешто повеќе за денешниот ден, меѓународниот ден на лицата со аутизам, кој што постои да се подигне самата свесност во општеството за самите овие лица да функционираат нормално, исто како нас во самото општество, но се разбира и дека мојата денешна гостинка ќе ни напомена многу околу тоа како всушност изгледа еден вообичаен ден кога станува збор за една блискост, едно секојдневие со лица со аутизам. Ке посакаме добро утро на мојата денешна гостинка, Ана Марија Циглењак-Симоновска, која што е родител на дете со аутизам, и на Филип се разбира. Добро утро и на вас и на сите гледачи. Исклучително ни е драго што денеска на овој убав ден сме во едно уште поубаво друштво. Како што кажавте, денеска се одбележува меѓународниот ден за подигнување на свесноста за аутизмот, 2 април, и всушност целиот месец април е месец за подигнување на свеста за аутизмот. Исклучително ни е драго што ќе имаме таа прилика денеска да испратиме една многу силна и важна порака како се очекува луѓето со аутизам да бидат прифатени во општеството. Кажете ми, што значи за еден родител да има секојдневие со дете кое што има аутизам? Јас во неколку пати, во неколку наврати претходно сум кажала, вреди да го повторам повторно истото, дека аутизмот не е состојба на поединецот, аутизмот е состојба на семејството.
Целото семејство од моментот на дознавање на дијагнозата па понатака, може би во почетокот не е свесно, меѓутоа неизбежно е да го промени начинот на кој што функционира. Самото семејство се соочува со низа предизвици, не само поединецот, затоа што во некоја најмала рака се сведува на тоа да се вложи максимално во насока на подигнување на што повисоко ниво на степенот на функционалност на детето со аутизам. Колку имате поддршка од самиот систем во државата во однос на образованието, здравството? Секогаш може подобро. Секогаш може подобро, меѓутоа далеку е, не би било коректно да кажам дека е исто како што било и на самиот почеток од нашиот пат, зборувам. Ние на почетокот сме се соочувале со сериозни предизвици во поглед на предучилишното образование, додека сега, например, со вклучувањето на образовните асистенти, со вклучувањето на можноста да тие бидат дел од дневните центри е малку полесно, што по автоматизам, повторно ќе кажам, се зголемува нивото на функционалност на целото семејство. Меѓутоа, секогаш може повеќе и јас во оваа прилика би апелирала да онаа соработка помеѓу невладините организации, општините како единици на локална самоуправа и другите јавни институции, таа соработка да биде на уште повисоко ниво, а со цел развиток и развој на социјалните услуги што поблиску до нас на локално ниво. И јас напоменав во самата најава и вие на самиот почеток напоменавте дека овој ден има за цел да ја зголеми свесноста за прифаќање на овие лица. Колку овие лица се прифатени во општеството и какви се стигми има? Тие се поинакви. Тие се различни. Многу често се соочуваме со ситуации дури и ден денеска да се вртат кон нас. Се соочуваме со ситуации да неизбежни се погледите, понекогаш погледи со осуда, понекогаш погледи со сожалување, меѓутоа напротив, најмалку од се што треба е да ги добиеме тие нешта. Она на кое што треба фокус да се даде и секој човек што треба да го има во предвид кој ќе се соочи со лице со аутизам е моментот на прифаќање, моментот на трпеливост и желбата да се помогне во соодветна ситуација. Пред да го слушнеме и Филип, ќе ве прашам како сушност ние кои што може би не знаеме конкретно како да пристапиме на лица со аутизам, би требало да пристапиме? Во секој случај, затоа велиме дека тоа е спектар. Значи, тоа е цел спектар. Секој дете со аутизам нема исти симптоми и различно се однесува. Меѓутоа, како што и Филип понатака ќе ни каже, звуците може да болат, околностите може да бидат поинаку сватени од страна на лицата со аутизам, поинаку отколку што ние ги толкуваме, ние ги поимуваме. Така да, пак ќе кажам, однесувањето зависи од моменталната ситуација, меѓутоа најдобро нешто што можеме да прифатиме е да направиме, да прифатиме, па дури да се повлечеме на страна ако има потреба, зависи од моменталната ситуација. Јас ја имам исклучителната чест да кажам во оваа ситуација сега, во овој момент, дека ќе слушнеме, ќе дојдеме до сршта на пораката преку говорот што ќе ни го прочита Филип, затоа што станува збор за дете кое што до својата 4-та година беше невербално и тоа за мене како родител е исклучителна чест да сега на негови 13 години имаме можност тој да прочита. Добро, неговите зборови не се секогаш во контекст и не се секогаш течни како што очекуваме, затоа се одлучивме да прочитаме и да се надевам дека ќе допреме до срцата на што повеќе гледачи. Се надевам и јас, најдоброто се чува за крај, затоа Филип, пред самиот крај ќе го замолам да ни го прочита говорот кој што ни го подготви за утрина. Здраво на сите, јас сум Филип, дете во аутистичниот спектар. Денес зборувам пред вас со малку трема, но и со многу храброст. Сакам да пренесам порака. Сакам да разберете сите дека мојот свет никогаш изгледа поинако од вашиот. Работите што за некого се едноставни, за мене знаат да бидат и многу тешки. Звуците може да бидат премногу гласни, светлината премногу силна, а и разговорите понекогаш тешки за разбирање. Во такви моменти се чувствувам збунето и осамено. Но тоа не значи дека
не сакам пријатели, ниту сакам да бидам дел од светот околу мене. Напротив, јас многу сакам да бидам прифатен. Само ми треба малку повеќе време, повеќе трпение и повеќе разбирање. Кога не ве гледам во очи, тоа не значи дека не ве слушам. Кога молчам, тоа не значи дека немам што да кажам, понекогаш ми треба простор за да се справам со се што чувствувам. Секој ден учам како да се изразам, како да ги разберам другите и како да бидам дел од заедницата. И верувајте ми, се трудам многу повеќе од колку што изгледа од надвор. Малите чекори што ги правам за мене се големи победи. Мама и тато и мојата мала сестра Марија на тие мали победи се радуваат најмногу. До сите лица како мене, деца во аутистичниот спектар, сакам да ви кажам дека не сте сами. Секој од нас е вреден, силен, посебен на свој начин. Верувајте во себе. Не мораме да бидеме исти како другите за да бидеме важни, за да бидеме прифатени. А до сите луѓе околу нас сакам да упатам една искрена порака. Ве молам да не разберете и прифатите какви што сме. Нам не ни треба сожалување, туку поддршка. Па некогаш една насмевка, малку трпение или едноставен обид за да не разберете може да значи многу повеќе од колку што мислите. Емпатијата нека дојде од вашето срце, од вашата душа. Таа убава емоција не лекува кога сме збунети. Аутизмот не значи дека не чувствуваме, тој значи дека чувствуваме на поеднаков начин. И ако ни дадете шанса, ќе откриете колку љубов, искреност и добрина носиме во себе. Најискрената љубов може да ја почувствувате од нас. Само дајте ни шанса. Денес не барам да бидеме сите исти. Бареме да бидеме прифатени. Затоа што јас и другите деца со аутизам припаѓаме тука за исто како и сите други. Ви благодарам. Благодарам, Филип, и на тебе што не го подготви овој говор и токму така во право си не треба да бидеме сите исти, бидејќи убавината е во самите различности. Ти благодарам многу. Овој говор разбуди емоции во мене, ви благодарам и на вас. Се надевам дека и на гледачите навистина им ги разбуди емоциите овој исцрпен и подготвен говор од страна на Филип и верувам дека тој најдобро ни каже утринава всушност како треба да се однесуваме со лицата со аутизам и што всушност значи самиот збор. Завршена е емисијата. Точно. Нели? Можеме да си одиме. Може да си одиме. Кажано. А емисијата што ја создава, мислам сериозно, што повеќе се каже од одговорот. Така. Знам дека сте имале прилика, Бранка, и вие како фондација, како што ми споменати или во минатото зад камерите да снимате документарци и така натаму, да имате прилика да го запознаете вистински Филип. Како велиш, неверојатна поетична душа. Да, навистина е едно прекрасно дете кое што може сите да не мотивира и кое што испраќа една важна порака до нашето општество, а тоа е дека лицата со нарушување од спектарот на аутизам им можат многу, имаат многу јаки страни и наместо сите да се фокусираме на некои можеби ситни работи кои што ете се по никогаш очигледни или прават никаква различност, треба да се фокусираме на сето тоа што го можат и да се фокусираме да ние не бидеме причината зашто тие своите целосни капацитети нема да ги остварат и своите потенцијали. Затоа што ако ние како општество априори тргнеме дека никој не очекуваме ништо од тој човек, дека не може ништо да направи, праќаме таква порака и ни треба да се чудиме по тоа кога неговиот потенцијал и не е целосно искористен. Напротив, треба да испратиме порака дека и кон лицата со нарушување од спектарот на аутизам, и кон лицата од другите попречености, но и кон сите нас како граѓани, дека сите треба да се стремиме да го ствариме својот потенцијал, а сите во себе носиме голем потенцијал. Како не, и тоа што го спомена, вистина, ако се влезе во нивниот свет, може да наидете на неверојатна синестезија и на еден калейдоскоп
од разни таленти кои што вистина како и Филип знаел да ги поттикне да излезат на површина. Меѓутоа важно е да се даде можноста. Верам дека во сиве овие години работа најмногу те допираат овие приказни кои што ги слушаш секојдневно. Меѓутоа каде најчесто грешиме кога се обидуваме да помогнеме? Дали вистински инклузијата бара промена кај нас некај овие дечиња? Апсолутно, апсолутно. Инклузијата е процес кој што ние треба да го востановиме во себе. Ние најпрво треба да ги отвориме нашите умови, да дадеме можност на секој да се развива, да не бидеме никаква пречка. Да обструира нечив пат. Апсолутно, во развојот на никој. Верувајте дека кога имате добра мисла и жилба, дури и некогаш трапаво да се однесувате, можеби не сте запознале лице со нарушување од спектарот на аутизам, можеби нешто може да ве збуни и така натаму. Но кога сте ви отворени, не осудувате, не гледате со презир, не гледате со предрасуда и жилба да дискриминирате, нема никаков проблем, дури и да направите некоја грешка, ќе добиете во самиот одговор и во однесувањето начин како тоа понатака да го промените и да бидете поотворени. Јас мислам дека најмногу што треба да направиме да го отвориме нашиот ум, да бидеме да разбереме дека сите сме, како што кажа и Филип, не сме сите исти, но сите во себе носиме некој потенцијал и треба да му дадеме шанса на тој потенцијал, да бидеме ете ние тие што некогаш и ќе бидеме дополнителна поддршка. Како не, мислам баш што може и да научиме можеби за човечноста токму од нив. Дали нормалноста е преценет концепт? Што мислиш, можеби? Да, јас не го сакам тој збор нормалност, затоа што мислам дека сите ние, сите наши однесувања се нормални. И автентични на свој начин? Да, и треба да се прифатливи, се додека ние не штетиме на општеството и на некој друг околу нас, тоа треба да се прифаќа. Верувајте, лицата со аутизам ниту се агресивни, ниту штетат некому, за да не им дозволиме да можат слободно да се развиваат, слободно да ги покажуваат своите можности, така што јас би одела на тоа, да не се оптеретуваме со тоа што мнозинството прави, туку да разбереме дека сите ние сме едно поле на различни цвеќиња кои што секој си ја носи своето бавење и ја прави сликата целосна. Завршивме и тука. Меѓутоа, зголемување на бројот на лица со аутизам, повторно, нели, она што го нотиравме во минатото гостување, по овој завршен караван и твоето патување, нели, кое што го имавте во Италија, сепак статистиката и понатаму покажа дека 600 од новородените деца минатата година биле токму со аутизам. Така, ние, знаете, немаме регистар, го зборувавме тој минатиот пат. Тоа многу ни отежнува на сите, да можеме да градиме здрави, соодветни политики. Заради тоа што никогаш немаме докази со што точно се соочуваме. Овие бројки што ги споделувате се бројки кои што ни доаѓаат од и проценти кои што ни доаѓаат од останатите земји кои што ги собираат овие податоци, па нели ние никако ги пресликуваме кај нас и гледаме од прилика со што се соочуваме, но факт е дека бројот на лица со аутизам рапидно расте, а од година во година тие проценти постојано се зголемуваат. И имаме голем број на предизвици што доаѓаат само од бројноста, кои што апсолутно не треба да ги занемариме и треба да ги адресираме веднаш и навремено. Прво е регистарот. Регистарот мораме да го направиме, да знаеме, да имаме една листа, да знаеме сите што работиме на оваа проблематика, со кого точно работиме, што е најургентно во моментот да го решаваме. По тоа што го слушам од организациите кои што работат директно со лица со попреченост, аутизмот станува едно од најбројните попречености и нарушувања, така што тоа некако ни дава насока и тоа беше причината зашто ние како фондација доктор Верица Механџиска специфично се фокусиравме на оваа тематика, затоа што гледаме огромната потреба тука. Раната диагностика и раната интервенција како предизвик, кои што произлегуваат од важноста да што поскоро или што порано ги дефинираме состојбата, може да ни даде можност порано и да работиме со децата и на тој начин да постигнеме голема функционалност. За жал, ние во државата имаме едва и 5 детски психијатри, кои што
ги кажат и бројките, ако имаме 600 деца од минатата година, колку се од сите претходни години, кога овие луѓе би можеле да ги прегледаат сите овие деца, па да се видат со нивна контрола и така натаму. Да, ти ми спомена и во нели по точките зашто треба да говориме дека здравствениот систем е оптоварен, така што да се дојде до ред на преглед. Многу се чека и губиме драгоцени месеци време, затоа што дури еве родителот на години и пол, две да забележи дека ништо во развојот дека има никаква отстапување, тој да дојде на ред да биде прегледан може да му треба толку многу време да ние губиме драгоцени месеци да работиме со тоа дете, да знаеме дијагнозата и да почне да се. Само ова не се тривијални прашања. Ова се вистински прашања кои што мора да добијат соодветен одговор. Зборам и во дела. Така и мора да се пресликаат и во претпоставам специализациите на докторите, да биде детската психијатрија нешто што ќе биде можеби малце дополнително поттикнато затоа што имаме огромна потреба. И мораме да знаеме каква е состојбата и да знаеме како понатака да постапиме и како да се работи и да добиеме максимум на функционалност и да можеме да овој потенцијал за кој што зборуваме да го достигнеме. Вие знаете, децата се запишуваат во училиште на 6 години. Ние додека стигнеме до лекар, додека помина децата низ проценка на МКФ, детето треба да го пуштиме во училиште, детето не е сосема подготвено, тука ни се случува дополнителен стрес, навикнувањето оди тешко и така натаму, наместо да ги имаме некои чекори однапред направено и да имаме малку по смут транзиција низ системот и да на вистина бидеме сигурни дека детето напредува заедно со своите врсници. Искрено ме интересира дали институциите можеби вистина ја следат оваа динамика или заостануваат можеби зад реалноста што вистина се случува со овие статистики и бројки. Па ние немаме статистики, тоа секогаш може да биде добро алиби зашто ништо не правиме. Јас не би одела на тоа сега да ние нели со прст покажуваме овој можел повеќе или сите мораме повеќе. Значи, јас така и најав се бајлем, сите мораме да направиме чекор плюс. Веќе не можеме да зборуваме ниту за подигање на свест, ние мораме да зборуваме за конкретни дела. Така е. Ја спомена кампањата. Ние на кампањата се сретнавме во 8 плански региони со повеќе од 1000 родители, беа дојдени наставници, представници од детските градинки, лекари и така натаму. И тоа се родители кои што успеале да дојдат. Сигурно има и колку што така е. Имавме навистина организирано дополнителна просторија за децата со активности за децата, да можат дете да не се грижа, да имаат каде во тие 3-4 часа додека се на настанот да има и децата да им бидат згрижени и така натаму. На голем дел од нив ни кажаат децата ни пораснаа чекајќи да сите ние како систем, како општество се разбудиме. Не можеме да оставиме ние генерации да поминуваат, да велиме не, ова е проблем на утре, ова е проблем на вчера. На вчера, да. Го спомена. Колку навистина доволна символичната финансиска поддршка и дали таа е некој пат, јас би рекол, не сакам да се изразам лошо, навредот колку помаш, искрено. Да, за жал, символична е веројатно вистинскиот збор, со оглед на тоа дека трошоците, каде што имаме дете со аутизам или дете со друга попреченост, во тие семејства трошоците се 3 пати, ако не и 5 пати поголеми. Простина дигресија, доволно спомена пример за почитуваната Ана која што морала да направи остапки од своите работни позиции, се со цел да биде повеќе за Филип тука. Кој знае што колку вакви имало? Многу често еден од родителите и останува дома со детето за да може нели да го поддржи неговиот развој, но и просто многу често може во градинка да не може детето да успее да се запише и така натаму да има некој со детето додека тоа расте. За таа сметка другиот родител пак некогаш работи по 2 работи за да заработи доволно, за да може да придонесе кон семејството, може да се платат сите тие терапии, прегледи кај доктори, суплементи и така натаму. Тоа страшно нарушува и динамиката на семејствата. Тоа е погубно за секое семејство. Ниту родителите можат меѓу себе да се видат, цело време се во некој, како да кажам, круг на обврски поврзани со состојбата. Хептичен распоред, каков и да е. Со ситуацијата во која што се нашле и за жал имаме голем број на разводи во овие семејства. Стресот па донесува и до други болести, често во семејствата имаме баш и тоа забележуваме како некоја тенденција. Сите работи кои што се случуваат потоа како резултат на таа преголем стрес и оптоварување на таа семејна единка. Затоа и верувам дека ние сите како општество треба да го направиме
на својот дел и да пробаме да овозможиме да овие семејства си функционираат со еден распоред кој што ќе ги донесе и нив како семејство да се развиваат и на детето ќе му даде услови да може да напредува, така што мислам дека тоа не е обврска како општество. Како не? Меѓу другото, ќе потсетам дека и родителите се принудени само некој пат да го креираат системот кој што не постои. Сме имале такви нели мал милион случаи. И препоставам дека некој пат не е освен финансискиот товар, туку поголем и психолошкиот кој што го поминуваат овие родители. Само 5 детски психијатри во цела држава. Дали тоа значи дека раната интервенција, Бранка, би бил луксус? Па, за жал е таква ситуацијата. Ние сме во контакт со детските психијатри кои работат на оваа проблематика, затоа што навистина имаат многу познавања, може да споделат со нас искуства кои што и па нас ни користат во креирањето на нашите активности како фондација. И можем да ви кажам дека тоа што ние можеме да го забележиме, без разлика нели кога сме од другата страна како семејство и гледаме дека не можеме да стигнеме до преглед месеци и месеци, ние нормално имаме лутина кон здравствениот систем, но овие луѓе исто така верувајте дека надчовечки вложуваат напори за да можат да издржат со огромен број на пациенти, да успеат да завршат што е можно поголема работа, знаејќи каква е ситуацијата, затоа што и они се соочуваат со ова секојдневно. Да, и замислете, ако некој од овие родители и не живеат со плюс помош од социјалните услуги, тоа уште поголем проблем би било. Може само да прашам какво беше искуството во Италија? Тоа е нешто што знам дека го имавте нели изминатиот период. Какви активности таму се спроведува? Како фондација се трудиме да реализираме голем број на активности, се трудиме и да донесеме нешто ново и да се инспирираме од можеби системи кои што се малку понапред на полето на инклузијата и да видиме што би можело да научиме од тугите грешки, затоа што некои земји веќе поминале низ некои работи низ кои ние би можеле да поминаме. Тоа е една соработка која што имаме во моментот со една организација од Италија која што постигнува огромни резултати токму на оваа тема за која што зборуваме. Нивниот фокус се јаките страни на лицата со аутизам и како да ги извлечеме тие јаки страни од децата, младите со аутизам и како понатака од тоа да створиме услови за вработување, за вклучување во општеството, за работување, што може да не донесе до никакво ниво и на независност на децата и лицата со аутизам. Така што ќе работиме на тоа и во баш крајот на овој месец со една поголема работна група. Одиме на една студиска посета таму да заедно научиме, да направиме едно партнерство, ги вклучуваме и државните институции на оваа студиска посета и Министерството за социјална политика, демографија и млади и град Скопје, со кој што соработуваме да направиме ние тука една активност која што ќе отиде чекор понатаму од ова за што сега зборуваме, тоа се основните права и како лицата и нивните семејства да преживеат. Туку да отидеме еден чекор понатаму и да зборуваме за живот. Да зборуваме за живот, за квалитетен живот, да зборуваме за тоа што на сите ни следува. Претпоставам дека можеби Италија е една од земјите пример каде што успешно ги ревидираат проблемите и предизвиците. Така е, Италија има навистина многу добра историја на полето на инклузија. Они можеби не се во законска и па и некојаш и оперативна смисла толку напредни како скандинавските земји кои што предничат во овој дел, но верувајте дека се интуитивно и органски на секојдневно ниво многу напред и тоа е нешто што ние би сакале да го пресликаме, затоа што ние за жал од друга страна сме земја која што е преоптеретана со закони. Ние постојано правиме закони, сметаме дека ако сме донеле закон и ако во законот сме го внеле зборот инклузија, дека тоа автоматски се пренало во нашето живење. Поважно е оваа другата страна, да се запознаеме со лицата со аутизам, да видиме што се тие можат и да видиме како тие се вклопуваат во ова наше заедничко општество и да им дадеме шанса да ги покажат своите таленти. Бранка, она што ми е вистина убаво да го апострофирам, хуманитарната трка Спектатрон со 45.000 евра се поддржани 3 организации за да се спроведат и активности всушност велиш наменети за лица со аутизам.
па да ги споменеме сите три. Оваа проекти. трка ни станува голема гордост. Ова е трета година Тоа како сакам се да кажам, реализира значи, трета е. трката Зегин Спектатрун, која што ја реализираме заедно, значи компанијата Зегин заедно со фондацијата доктор Верица Механџиска. Верувате, ова почнува да ни станува некако и заштитен знак и на градот и нешто што покажува хуманост. Оваа година имавме повеќе од 1300 возрастни кои што трча и повеќе од 900 деца кои што трча. Значи, огромна масовна трка која што навистина покажува хуманоста на Скопјани и на другите градови. Сите трчаат со една хумана цел да ги поддржат лицата со нарушување од спектарот на аутизам. Оваа година се одлучивме да овој фонд од 45.000 евра, кој што се собра од котизациите од тркачите, од многу други фирми кои што сакаат да придонесат со донација, како и од компанијата Зегин, и се заокружиете, да кажеме, тој буџет од 45.000 евра и оваа година можеме да поддржиме три организации. Едната организација е Сдруженијето Инклузива од Куманово, каде што ќе правиме еден пилот проект на културен и креативен центар насочен кон лицата со нарушување од спектарот на аутизам. Потоа специјалната олимпијада Македонија, кои што ќе реализираат спортски активности на деца со аутизам и деца со интелектуална попреченост, како и деца со типичен развој, едни инклузивни спортски активности, пошто се специјалната олимпијада и многу познати во рамки на нивната програма Млади атлети, и со Сдруженијето Отворете ги прозорците, кои што најмногу на јавноста се познати по нивните активности во делот на асистивна технологија. Они се пионери во оваа област, но дополнително во рамките на овие активности кои што ќе ги спроведуваме заедно, во текот на следната година ќе бидат и место за поддршка на родителите во насоки, остварување на нивните права и така натаму. Така што различен тип на активности поддржавме се со цел да можеме да на повеќе полиња и повеќе од оние предизвици со кои што родителите се соочуваат и семејствата се соочуваат да ги адресираме. Да, претпоставам дека и самата трка логистички да се подготви не е туку нели едноставно, меѓутоа сте можеби размислувале за уште едно, можеби ваква како спортски настан манифестација што би се вовела во календарот на годината кај што ќе можеме повторно да придонесеме финансиски? Апсолутно, ќе пробаме, зашто да не, ова секако ветер во грб, интересот кој што од година во година само се зголемува за трката. Е присутен, да. Така е, но ние конкретно оваа година планираме уште еден друг голем настан, тоа е конгресот. Ние пред 2 години направивме прв меѓународен конгрес на тема аутизам. Помнам за ова, дека имате доста посетители. Говорници од целиот свет, навистина врвни имиња на полето на аутизам, и тоа го планираме повторно и оваа година да го направиме, да ги донесеме врвните имиња тука, да може да споделат со нашите медицински лица, со нашите наставници, со психолози, нашите експерти, така? Психолози, специјални едукатори. Да, ова се врвни луѓе во областа кои што работат на различни аспекти и во делот на медицината, и во делот на иновација и иновативни решенија, во делот на истражување поврзани со аутизам, но и во делот на работа со родители, здравјето психолошко на семејството, како да се поддржат и така натаму. Така што ќе имаме многу интересен настан и дека во ноември оваа година, кој што повторно ќе собере и звучни имиња во Скопје, така да, во Скопје ни е некако нели и логистички згодно и можностите на салите да примат толков број на луѓе, затоа што навистина го отвараме настанот за голем број на учесници, сакаме и родителите да добијат место каде што ќе може да се информираат, прашаат и така натаму, така што искрено верувам дека и со тоа ќе направиме еден дополнителен исчекор на ова поле. Да, и мислам, вистински кажувам во сето ова како прашање кое што ќе го поставам, дека меѓународната, јас би рекол, или соработка, вистина е клучна за напредок. Па дури и самата посета на Италија, па и самиот конгрес. Ние се трудиме, Марко, да научиме и некогаш, видете, тука има одлични идеи, имаме прекрасни експерти во областа, не е дека баш се мораме нели од некаде да видиме, но постои некаква индолентност можеби или јас повеќе би рекла, Марко, дека е прашање на и ние барем како фондација ние сакаме да видиме каде другите сгрешиле. Постои, да, постои. Ние би сакале да видиме каде другите земји сгрешиле, да не ги правиме тие исти грешки, би сакале на овие луѓе тука, како што кажуваш, кои што имаат страст и посветеност на оваа тема, и тоа е нешто што им е значено и професионално и никогаш и приватно, да им дадеме крилја да можат да ги остварат своите замисли. Затоа и како фондација поддржуваме навистина огромен број на активности од различен тип и гледаме да
да придонесеме кон поквалитетен живот за лицата со аутизам, но поважно, не поважно, но еднакво важно, е тоа што сакаме и како фондација и секако компанијата Зеген да испратиме една порака до сите останати компании, дека нивната општествена одговорност е клучна за развој на нашето општество. Не можеме повеќе, ама да знаете, тоа е прашање на државата, тоа ние плаќаме данок и државата треба тоа да го работи. Апсолутно се сложуваме сите тука. Но доколку гледаме дека nišто не се случува или дека се става акцент на некои други приоритети, дека овие деца кои што нам ни се многу важни не доаѓаат да бидат приоритетни многу долго време, верувам дека ние можеме да го направиме својот дел и верувам дека и другите компании не мора да се тоа лицата со аутизам, но други ранливи категории можат да ги поддржат, да имаат еднаква шанса и можност да напредуваат. Комерцијалниот импакт е многу важен. Претпоставам дека Италија може би една од земјите, пример, еве споминавте Бранка и за скандинавските земји, меѓутоа има ли некоја да речам земја низ Балканскиот регион кој што вистина направила вистински големи чекори? Вака, верувам дека Македонија не некоја која што не направила некакви можеби чекори. Тука сме некаде, но еве ние да кажеме изнадувачки добри, да речеме, чекори. Нашата визија како фондација, верувате, ние сонуваме големи соништа. Нормално дека кога работиме ваква тема, ние сите би сакале да нема многу потреба од нашата работа. Искрено да нема. Ниту пак да споредуваме. Да немаме овие предизвици и ника не треба ништо да работиме, но работата е различна. Фактот е дека бројот на лица со нарушување од спектарот на аутизам раста. Ние сакаме како фондација ние да бидеме земјата која што ќе биде пример, ние да придонесеме да нашата земја биде пример во овој дел. Затоа и навистина планираме да правиме чекори кои што ги нема никаде на Балканот, во ниту една друга земја и да ние те бидеме нешто од што другите ќе учат. Инаку имаме во интересни примери и позитивни многу примери и во Хрватска, и во Србија, и во Македонија има многу позитивни примери со кои ние можеме нели да се пофалиме. Постојат капацитети вистински во Македонија се направат промени. Како не, еве еден пример ќе ви кажам. Во моментот социјалните услуги кои што се спроведуваат преку Министерството за социјална политика и демографија се отчетни многу. Се одлична можност да ние можеме и на локално ниво да симнеме одредени услуги. За жал, немаме секаде на локално ниво еднакво подготвени организации кои што можат да преземат таква одговорност, но гледам од година во година расте тоа. И тоа е позитивен пример, одличен пример и треба да го мултиплицираме и треба да се поддржува. Така што не е дека немаме ништо со што и ние да се пофалиме, но како што кажав, нас како фондација ни е целта да ние придонесуваме да правиме промени кои што ќе го направат ова наше парче земја. Ние сме и можеби помали во споредба со другите, но ние како карактеристика ни е национално дека сме топли луѓе. Сме луѓе отворени и сакаме тоа и од нас сите да излезе, таа емпатија, да сме импулсивни, сепак стои една ранлива состојба кај секој. Колку и во последно време да сите други проблеми ни го прават тоа невидливо. Ние знаеме дека длабоко во себе сме такви, ние би сакале тоа да го разбудиме во секој од нас, затоа што не може ниту нашата фондација да направи оваа голема промена сами, но знаеме дека можеме сите со нашиот еден чекор да направиме промена. Бранка, неверојатна си во работата, вистина, и знам дека ги нотираме работите секојдневно со гостите. Сакам и тебе да те прашам апропо нели за денешниот ден и воопшто можеби за календарски денови кои што престојат. Дали технологијата може да ја надополни човечката поддршка и колку можеби самата технологија користиме мудро и паметно? Какви идеи можеби и вие како мајка, како родител, како жена, очекувате да се појават и да се надополни можеби? Да, ние имаме сега две работи за кои тука можеме да поразговараме. Едната работа е дека де факто сите дигитални уреди влегуваат во нашите животи и ние треба да го искористиме потенцијалот од тоа. И во полето на нарушувањето од спектарот на аутизам има многу одлични алатки кои што се користат. Асистивни баш кои што така, кои што се користат и кои што се клучни, но истовремено мораме да испратиме заедно една порака. Тоа е дека мора да се внимава кај децата од најмала возраст, да се намали користењето на дигиталните уреди заради тоа што оној почетен развој кај децата до 5 години го стопираме и го уназадуваме со преголемата изложеност на децата на екрани. Не само што правиме развоен проблем кај нашето дете, туку ние и овој и онака преоптеретен здравствен систем што го имаме, каде што имаме потреба да овие дечиња кои што
се да речеме со нарушување спектарот на аутизам да добијат можност да работат, додат на логопед, на специјален едукатор и така натаму, го оптеретуваме со други дечиња кои што не го развиле својот говор затоа што никој со нив не разговара, тие се со телефон во рака цел ден. И тука е нешто што навистина исто така сакаме да пратиме порака и тоа е исто нешто што во моментот баш го подготвуваме, ќе направиме еден лифлет со совети за екранизам и за штетата што огромното користење, прекумерното користење на дигитални алатки во најраната возраст кај децата го има врз нивниот развој и тоа заедно со Министерството за социјална политика, демографија и млади ќе го дифузираме како лифлет до детските градинки за да стигне до родителите, за да се навистина сите запознаат која е огромната штета од ова. Го кажувам, значи ги кажуваме и двете страни да знаеме каде и дека користењето на дигиталните алатки за секој од нас, вклучително и за лицата со нарушување спектар на аутизам, треба да биде осмислено, треба да биде таргетирано, треба да биде користено на правиот начин. Инаку апсолутно такво е времето, оди развојот многу напред и не смееме да го пропуштиме и таа можност со дигиталните алатки ни ја даваат за едно непречено функционирање. Па и именно инклузивноста. Најважното и неопходно сме го нотирале неколку пати е можеби сензорните соби, мал простор, меѓутоа неверојатна голема промена. Што значи една сензорна соба за лице или дете со аутизам? Па значи многу, значи место каде што детето ќе може да се осами, ќе може да работи на својата сензорна интеграција. Многу е важно да напоменеме дека сензорните соби мора да додат рака под рака со лица кои што се обучени да работат во сензорните соби. Ние имаме еден, ајде да кажам, поприлагоден пристап. Ние работиме сензорни соби и подготвуваме и во училиштата, кои што се не е сензорна соба во онаа класична смисла за да се работи сензорна интеграција внатре, туку се места каде што ќе може детето да се смири, да се фокусира, да се постигнат некои... Да си понира длабоко во себе. Така, да може да се работи со него на основните некои наставни содржини, така натака да биде едно стимулирачко место плюс, каде што децата кои што имаат таква потреба ќе може да се пронедат и да се развиваат. Инаку секако дека сензорните соби во на терапевтска смисла треба да се посетуваат во центрите кои што даваат таков тип на поддршка. Ги имаме веќе во главниот град неколку, а ги имаме и по другите градови. Многу важно би сакал да споменам дека вртеа некои видеа, кампања имаме која што сакаме да ја најавиме. Така е, ми спомена и најново утрово што пристигна како да, јас го видов дека и одеше во позадина. Точно од денеска почнуваме едно неделна кампања за аутизмот и што научивме од аутизмот, баш ете во таа нота да кажеме кои се оние позитивни работи кои што сите како општество ги добиваме заради тоа што сме различни. Верувам дека и тоа ќе биде уште еден начин плюс да допреме до нашите граѓани, да ги отвориме нивните срца, да ги поттикнеме да го направат оној еден чекор за кој што зборувавме. Именно. Ќе потсетаме апропо и сензорните соби, претпоставам дека може и многу повеќе тука, да се отворат што повеќе. Именно еве ќе потсетиме дека поддршка дадовте и во опремување, како што и споминавме во просториите во училиштата, сензорна соба во Санде Штеировски Кичево. Така, таа ни во најава, во моментот се подготвуваме, ни се обрати од училиштето, со барање, имаат ученици со аутизам и со други попречености, дискутиравме со представниците од училиштето во насока на тоа да се направи листа на опрема која што ним најмногу би им користела и со која што би можеле да имаат најголем напредок кај децата и да ете дополнителни они го стимулираат развојот додека и детето е во училиште. Така што се радуваме, гледаме како фондација, минатата година правевме во Кочани, гледаме како фондација да овој тип на поддршка ја насочиме повеќе и кон другите градови, затоа што имаат многу помала достапност на разни услуги и на можности, да ете барем ние придонесеме да има во секој град ќе гледаме да има место каде што да. Сензорна соба. Колку во моментот располага? Видете, ние имаме и низ претходни проекти работено многу, но како што кажавте вие, има потреба од толку многу што ова е све незначено дури малку, но ете, ние сме со таргет оваа година да опремиме барем 4
сензорни простори и ќе гледаме тоа да го оствариме. Ќе зборуваме за тоа на крајот на годината. Како не. Мислам, доволно е што ми даде податок дека и конгресот ќе се случи, па ќе бидеме повторно домакини на истото. Бидејќи повторно ќе споделам за таа директна работа која што ти и фондацијата ја научивте, можеби од 1000 и повеќе учесници родители нели во државата е големо и претпоставам дека луѓето сакаат некој пат повеќе да помогнат нели околу самиот систем, затоа велиме дека треба да се посетуваат. И ако те прашам кој беше најсилниот миг или момент од кампањата низ сите 8 региони? Сега имаше, мислам дека на секој настан имаше по некој хајлајт, по некој хајлајт, точно. Јас ако морам да издвојам е во Велес ни се обрати еден млад дечко со аутизам, на некои 20 на можеби и повеќе години, зборуваше за своите постигнувања, за сето тоа што тој го направил, имаше постигнување на полето на спортот и навистина по мене тоа беше можеби највпечатливиот момент заради тоа што на дело ни покажа колку посветено тој слушаше 3-4 сати, ги слушаше предавањата, на крајот ни даде одличен осврт на сето тоа што го чу, што е тоа што него му користи, што го инспирира за понатамошните чекори, така што ете ако треба нешто да издвоиме би била нивна поголема вклученост, како што знаете и мотото на лицата со попреченост е ништо за нас без нас, така што ние многу внимаваме да нивната вклученост биде суштинска во нашите активности, да бидат навистина секаде со сериозни задачи и тие безпрекорно секогаш ги исполнуваат. Бранка, сосема за крај, препоставам дека нови грантови може да се обид да се надомести некој пат системот кој што не може во се да постигне, да не кажам, или не можел да го направи. Се надевам дека и такви иновации ќе донесе иднината. Ова ние многу ти благодарам за ова прашање, заради тоа што ова е нешто што ете ние како фондација сакаме да го промовираме. Тоа е да ете и компаниите и фондациите тука бидат и донатор на други организации, да им дадеме можност на други организации да ги спроведуваат своите иновативни решенија. Точно така, во мај месец некаде ќе отвориме оглас, ево одлично да го најавиме за сите кои што може тоа да ги интересира. Ќе отвориме оглас за 3 мали гранта, на еден посветен на истражувања на полето на аутизам, еден иновацијски решенја на полето на аутизам и еден на активности наменети за лицата со нарушување спектарот на аутизам и се надиваме дека ќе добиеме многу добри резултати и поддршка. Така и добри апликации, дека ќе можеме да одбереме она што е најдобро и да се почне ети со еден таков дополнителен систем на поддршка и на другите организации, затоа што имаме и низ целата држава организации кои што прекрасно работат, кои што за жал нели го почувствува ударот од излегувањето на голем број од странските донатори од нашата држава и се надеваме дека ова ќе биде еден придонес да повторно ја поттикнеме нивната прекрасна работа и да И како општествени одговорни компании, и како заедница, кога започнуваат аплицирањата, рече во мај баш? Во мај месец на нашата веб страна ќе бидат, ние сме во моментот во подготовка на нашата веб страна и ете тука сме негдека во чекање, така е. Штом ќе излезе, ќе биде и на нашите социјални медиуми, ги повикувам сите да не заследат на социјалните медиуми на Фондацијата доктор Верица Мехаджиска. Тука ги имаме, исто така ги сублимираме сите наши активности и ова меѓу другото ќе биде исто споделено. Го очекуваме отварањето на огласот никаде во мај. Ќе има доволен рок за сите да ги подготват своите апликации и понатаму ќе започнеме, се надеваме, со првите договори уште на почетокот на летото. Прекрасно. Да. Делата говорат многу повеќе. Многу ми е драго за караванскиот дел од кампањата која што поминала добро. Искрено се радувам и за трката, за собирањето на средства и уште повеќе за конгресот кој што ќе го очекуваме годината. Марко, многу ти благодарам на твојата покана и особено ти благодарам и на тебе и на вашата телевизија за поддршката која што давате за овие теми. За жал не е ентузијазмот таков секаде, но ете, вие сте исто како и ние што се обидуваме да бидеме пионери во тоа што го работиме, вие сте пионери во поддршката на ранливите категории и за тоа сме исклучително благодарни, зашто за нас е многу важно да можеме да го пренесеме ова до вашите гледачи. Вие сте исклучително гледана телевизија и да ги запознаеме и со нашата работа, но и со сето оно што сакаме да го направиме, да го видиме потенцијалот каде сите би можеле да ни се придружат.
достоинствена како и секој пат да ги нотира грешките кај секој од нас и затоа што сепак ќе кажам, благодарение на твојата работа и фондацијата се обидувате да влезете во челите на другите. Се надам дека ова денеска ќе биде само едно повторно освестување за особено можеби нели грантовите кои што се чекуваат во мај, се со цел поддршка и поголема инклузивност од секој од нас. Бранка, голем поздрав. Фала ти многу.